Poštovani граѓани, почитуван градоначалник, колеги советници, на основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа, член 2б и член 2г од уредбата со законска сила за примена на Законот за локална самоуправа за време на воредна постојба, член 19 став 2 од Статутот на општина Валандово и член 59 став 2 од Деловницот на Советот на општина Валандово, ја свикувам 41-та редовна седница на Советот на општина Валандово. На оваа седница се присутни вкупно 12 советници, со што Советот може полноправно да одлучува. За оваа седница имаме едно дополнување на дневниот ред. Тоа е 10-та точка како дополнување. Предлог одлука за одобрување финансиска помош на Ѓорги Џонов од село Пирава, Валандово за покривање на трошоци за лекување во Турција. Ве молам да гласаме во врска со дополнувањето. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздържани нема. Констатирам дека со 12 гласови за е изгласан дополнувањето на дневниот ред. И исто така предлагам четвртата точка од дневниот ред, односно предлог одлуката за основање на заедничко јавно предпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња, да ја ставиме како прва точка и следствено неа сите наредни точки да бидат една точка подолу. Значи предлогот за промена на дневниот ред го ставам на гласање. Кој е за да гласаме? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека едногласно е изгласан предлогот за промена на редоследот на точките. За 41-та редовна седница го предлагам следниот дневен ред. Точка број 1. Предлог одлука за основање на заедничко јавно предпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња. Точка број 2. Предлог одлука за измена на распоредот на средства во буџетот на општина Валандово. Точка број 3. Предлог одлука за проширување на средствата во буџетот на општина Валандово за 2020 година. Точка број 4. Предлог одлука за одобрување средства за реализација на програмски активности на Ракометен клуб Младост Богданци. Точка број 5. Предлог одлука за давање согласност на јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандово за организирање на работата со помал број на деца од законски утврдениот број. Точка број 6. Предлог заклучок за давање согласност на развојниот план на јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандово во периодот 2020-2023 година. Точка број 7. Предлог заклучок за давање согласност на финансиски извештај за работењето на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за периодот од 1.1.2020 година до 30.9.2020 година. Точка број 8. Предлог заклучок за давање согласност на одлуката за утврдување на надломесток за приклучување на корисник во канализациониот систем за одведување на урбани отпадни води во град Валандово. Точка број 9. Предлог заклучок за давање согласност на одлуката за определување на висината на надоместокот за одржување на гробиштата, гробарина за населено место Удово. И 10-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за одобрување финансиска помош на Ѓорги Џонов од село Пирава, Валандово за покривање на трошоци за лекување во Турција. Отварам расправа по предложениот дневен ред. Дали некој бара збор? Видите, никој не побара збор. Дневниот ред го ставам на усвојување. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоен предложениот дневен ред. Пред да продолжиме со работа по усвоениот дневен ред, отварам расправа по однос записникот од 40-та седница на Советот на општина Валандово. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, записникот го ставам на усвојување, да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоен записникот од 40-та редовна седница на Советот на општина Валандово. Продолжуваме со работа по усвоениот дневен ред. Прва точка, предлог одлука за основање на заедничко јавно предпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња. Овде е присутна госпоѓа Жулиета Јуркова, која што ќе ни образложи за што конкретно се работи. Најпрво на неа ќе ја дадеме збор. Повели.
Може Добар ден на сите, може? Да, слободно. Доколку сум на дистанција, може маската да ја извадам за подобро да ме слушате. Добар ден на сите и ви посакувам пријатна работа. Јас сум Жулијета Ѓуркова, раководител на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион. Точката што е ставена на гласање е од причини, значи, еден мал историјат, значи, ова е проект предложен од страна на градоначалниците и усвоен од страна на градоначалниците, односно Советот за развој на Југоисточниот плански регион, пред отприлика 3 години, со што се реализира со средства од Бирото за регионален развој, меѓутоа и кофинансирање од самите општини. Беа предвидени 2 прифатилишта да се изгради, веќе едното прифатилиште во Струмица е изградено, второто требаше да биде во Гевгелија, меѓутоа поради проблеми со локацијата се реши да биде изградено во општина Валандово и на тоа ќе се работи следниот период. Меѓутоа, поради големиот проблем што го има со кучиња, се одлучи од страна на градоначалниците да се оди со отварање на првото прифатилиште, а подоцна во подоцнежна фаза да се отвори и да започне со работа и второто прифатилиште. Значи, покрај изградениот стационар набавени се и 2 возила, точно прилагодени и направени согласно барањата што ги даваат Агенцијата за ветерина и храна, во однос внатре со кафези, со 4 кафези, за да може да се заловуваат животните. И дополнително е набавена опрема за самите стационари и мебели, што е поддржано од страна на Програмата за развој на Обединетите нации, односно од UNDP, а исто така е изработена и студија за воспоставување на модел за управување со прифатилиштата во Југоисточниот плански регион, со што се дадени неколку предлог модели со цел градоначалниците да можат да изберат кој е најдобриот, најефикасниот и најодржливиот модел. Планот е сега, значи, преку согласно Закон за предпријатија и Закон за меѓуопштинска соработка да биде формирано првото предпријатие, затоа е потребно да се донесат одлуки во сите 10 општини од страна на советите на сите 10 општини. Веќе во општина Струмица, општина Василево и општина Дојран се донесени. Денеска е овде, во петок ќе биде во општина Гевгелија и така во следниот период ќе бидат донесени од страна на сите совети, одлуки. Накратко тоа. Добро, благодарам. Значи, ќе отворам расправа, ако има прашања, може да од место да. Отворам расправа по првата точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Колегата Занов повели. Повели седне се. Следска малко на комисијата, добар ден на сите, разговаравме. Мене ме интересира износот на општина Валандово по глава на жител и како ќе биде ќе се делат тие средства. Како во почетокот да се опочне со работа, 1.900.000 денар за опрема има издвоено. Колку ќе биде износот за општина Валандово? Пошто ќе отвориме ново предпријатие, се надаме дека тоа предпријатие треба да има и иднина. Дали тие средства, што има студија, дали тие средства за финансирање и работење на предпријатието ќе бидат доволни за воиднина, пошто гледам од донации, спонзорства и давање на услуги. Ме интересира колку ќе бидат средствата од општина Валандово и дали локацијата во општина Валандово ќе биде колку луѓе од општина Валандово ќе има вработени. Благодарам, колега Занов. Ете одговор ќе добиете. Господи Жулијета, така? Вака накратко, има еден дел од работите што не би можел во моментот да ви кажам во однос на тоа колку средства се дават. Затоа и така е ставено во одлуката дека дополнително ќе одлучат за тоа градоначалниците. Се разгледува модел, значи некој фиксен износ да биде на почеток, со тоа што во зависност од колку кучиња од секоја општина ќе бидат заловени, толку ќе плаќа општината и некој дополнителен фиксен износ.
Она што се преговара и се договара во моментот е општина Струмица, Радовиш и Гевгелија како најголеми општини да учествуваат со повеќе финансиски средства, додека другите општини, помалите, да учествуваат со помал износ на финансиски средства. Тоа е едниот дел. Меѓутоа сега во моментот не би можела да ви кажам. Доколку ја гледате самата одлука дека првото предпријатие, значи што се отвара во Струмица, тоа што значи, нели, таму одлучува градоначалникот на општина Струмица, меѓутоа по претходна препорака од страна на Советот, односно сите 10 градоначалници, кој ќе се отвори предпријатието во Валандово, нормално прва предност имат жителите од Валандово. Секако доколку има заинтересирани. Обично оди во тој принцип. Иако не е тоа принцип, еве во Центарот за развој, иако подалеку од Струмица, имаме вработен од општина Валандово. Од другите општини нема интерес, меѓутоа од општина Валандово имаше. Имавме еден вработен, сега имаме нов вработен пак. Мислам, нов. 4 години веќе работи во Центарот. Без разлика што седиштето е во Струмица. Така да верувам, огласот ќе биде отворен за сите, меѓутоа секој според оние пресметки што ги прави, место на живење, трошоци, секако би било дека најголема предност и најдобро би било за општината да бидат од општина Валандово или во случајот, пошто е во Струмица, Босилово, Ново село, сите што гравитира таму што е поблиску. Меѓутоа тоа не е никакво правило и не можеме со сигурност да кажем. Сепак зависи од луѓето што ќе бидат пријавени и комисијата. За локацијата градоначалникот мислам треба да ви каже, не знам јас да ви кажем точно каде. Благодарам. Градоначал? Мислам дека, благодарам председавач, мислам дека во многу наврати претходно сме дискутирали околу локацијата. Тоа е кај нападот кај населеното место Казанбург, каде што општината има изработено, нели, и целосно администрирана веќе нова индустријска област. Во моментот имаме одредени пречки во Министерството за транспорт и врски, но еве минатата недела со вклученост на сите и на Центарот и на председателот на Советот на Југоисточниот плански регион, градоначалникот на Струмица и со министерот, па и со рами со Бирото за регионален развој. Се надам дека многу брзо тоа ќе биде надминато и дека вториот стационар, кој што е наместо Гевгелија ќе биде во Валандово, почне за многу брзо време да се гради. Ние како 10 општини своевремено бевме и пионири во овој процес за решавање на проблемот со кучињата бездомници. Во меѓувреме Скопје доби свое прифатилиште, но радува тоа што во Струмица е направено и за да не се чека ние на седници кои што ги има Советот на Југоисточниот плански регион на назад, дискутираме за тоа да почне веќе да функционира како што треба и како што студиите ни кажаа, со единствена цел да го решиме проблемот со кучињата бездомници. Мислам дека тоа е водечка цел. Доколку побрзо најдеме решение за Валандово и побрзо профункционира или другото предпријатие, многу е логично понатаму сите прашања кои што ги постави советникот за нив додат во полза на граѓаните на општина Валандово, поради тоа што и стационарот ќе биде овде од аспект на вработувањето и од седиштето, но тие се теми кои што доправа треба да следат, инаку во јавната набавка која што имаше Центарот, беа вклучени двата стационара, наедно, практично да го решиме проблемот кој што е сега настанат, градбата на стационарот во Валандово може да почне во секој момент. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали има некој друг за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема.
Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласана предлог одлуката за основање на заедничко јавно предпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња. Господи Живелета, ви благодарам за присуството. Благодарам и вас и пријемна работа. Преминуваме на втората точка од дневниот ред. Предлог одлука за измена на распоредот на средства во буџетот на општина Валандово за 2020 година. Отварам расправа по втората точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Двајца. Благодарам. Констатирам дека со 11 гласови за, нема против, 2 воздржани, е изгласана предлог одлуката за измена на распоредот на средства по буџетот на општина Валандово за 2020 година. Преминуваме на третата точка од дневниот ред. Предлог одлука за проширување на средствата во буџетот на општина Валандово за 2020 година. Отварам расправа по предлог одлуката. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласана предлог одлуката за проширување на средства во буџетот на општина Валандово за 2020 година. Преминуваме на четвртата точка од дневниот ред. Предлог одлука за одобрување средства за реализација на програмски активности на ракометен клуб Младост Богданци. Отварам расправа по предлог одлуката. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање. Да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласана предлог одлуката за одобрување средства за реализација на програмски активности на ракометен клуб Младост Богданци. Преминуваме на петата точка од дневниот ред. Предлог одлука за давање на согласност на јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандово за организирање на работата со помал број на деца од законски утврдениот број. Отварам расправа по предлог одлуката. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласана предлог одлуката за давање согласност на јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандово за организирање на работа со помал број на деца од законски утврдениот број. Преминуваме на шестата точка од дневниот ред. Предлог заклучок за давање согласност на развојниот план на јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандово за периодот 2020-2023 година. Отварам расправа по шестата точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, шестата точка од дневниот ред ја ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласан предлог заклучокот за давање на согласност на развојниот план на јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандово за периодот 2020-2023 година. Преминуваме на седмата точка од дневниот ред. Предлог заклучок за давање согласност на финансиски извештај за работењето на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за периодот 1.1.2020 до 30.9.2020 година. Отварам расправа по седмата точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Колегата Занов. Помени колега? Комуналната е така? Да. Седма точка. Тук реагираме директорот на комисијата, не знам поздрав, не се прокуруваме два пати.
добивката, што му беше по-голема во изминатиот период, почнува да се намалува и ме интересира до директорот колку во моментов има времено обработени, колку има стално обработени, затоа што голем дел од расходите 11.500 од прилика се личен доход. Колку е долгот за струја, да не одговори, и претходниот директор, што беше на комуналното, е сменет на партиски пристисок, зашто сакал да наплати долг од винарската визна. Во изминатите совети ние имавме одлука тука да донесеме за да се задолжи комуналното предпријатие околу 50.000 евра да набави средства и возила за одржувањето на јавната хигиена во општина Валандово. Ако може да ми одговори вие неколку прашања, па после пак ќе се направи. Благодарам колега Данов или Пепин. Добър ден на сите. Около кумулативни финансови извещия за владението на явното комуналното предприятие сервис Валандово за период от 1.1.2020 до 30.9.2020 се работи за финансови извещаи, кои што е кумулативен и што кои, како што ви се доставени извеща во материјалите за Советот, се остварува доходовите от 478.374 дена. Во согласно вашето прашање се работи за зголемување на разходите на ставката на плати, заради тоа што имаме покачување на минималната плата, за разлика од претходната година. Согласно тоа покачувањето на минималната плата растат и платите на сите вработени паралелно, што се случува со промената на бруто бодот, што се случува во јануар. Околу делот на вработените имаме вработени кои што се со договорно определено, договорно неопределено време, што се вработени преку агенција и договорно дело. Согласно тоа, ставките на калкулирани плати, т.е. прости за повремени услуги, таму спаѓаат договорно дело и преку агенцијата за летување, додека в калкулираните плати, ставки в калкулираните плати, таму спаѓаат листата што се договорно определено време и договорно неопределено време. За ставката на електрична енергија забележуваме повод за разлика од претходната година. Разлика, знаете, согласно временските услови, така се одвива и покачувањето на електрична енергија, т.е. потрошувачката на самата електрична енергија, каде што Валандово се снабдува со потопни пумпи од едната е 75 кВт, другата 25 кВт. Друго, за разрешување и именување, значи има надлежен орган за таа работа за разрешување и именување на лица. И аз како директор сега на јавното предпријатие 2,5 месеци ми представам огромна чест да го водам предпријатието и ќе дадам се од себе тоа предпријатие да функционира како што треба. Благодарам директоре. Колегата Занов, ще Одговор на прашање, кој времено колку има вработени и на неопределено колку се. И доход за струја колку е? На неопределено имаме 38 вработени, преку агенција имаме 3 и договорно дело имаме 19 души. Купно е 30. Доход за струја? колега Занов, значи сега ова не е пазар. Не пазар, прашање колку има комуналното долг за струја. Па сега постави ќе ви одговори сега, да не... Повели, ајде, заврши па ќе ви одговори. Долго за струја колку е? Повели директоре. Долго за струја која согласно наследениот долг што беше и се случи спогодба со Евана Македонија и изнесла околу 4 милиони дена. Благодарам директора.
Дали има некој друг за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, седмата точка од дневниот ред ја ставам на гласање. Молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Нема. Воздржани? Благодарам. Констатирам дека со 11 гласови за, нема против, 2 воздржани, изгласан предлог за заклучокот за давање согласност на финансиски извештај за работењето на јавното предпријатие Комунални сервис Валандо за периодот од 1.1.2020 година до 30.9.2020 година. Преминуваме на 8-та точка од дневниот ред. Предлог заклучок за давање согласност на одлуката за утврдување на надоместок за приклучување на корисник во канализациониот систем за одведување на урбани отпадни води во град Валандово. Отварам расправа по 8-та точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, 8-та точка од дневниот ред ја ставам на гласање. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласан предлог заклучокот за давање согласност на одлуката за утврдување на надоместок за приклучување на корисник во канализациониот систем за одведување на урбани отпадни води во град Валандово. Преминуваме на 9-та точка од дневниот ред. Предлог заклучок за давање согласност на одлуката за определување на висината на надоместокот за одржување на гробиштата гробарина за населено место Удово. Отварам расправа по 9-та точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, 9-та точка од дневниот ред ја ставам на гласање. Ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласан предлог заклучокот за давање согласност на одлуката за определување на висината на надоместокот за одржување на гробишта гробарина за населено место Удово. И преминуваме на последната 10-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за одобрување финансиска помош на Георги Џонов од село Пирао Валандово за покривање на трошоци за лекување во Турција. Отварам расправа по предлог одлуката. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање. Ви молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласана предлог одлуката за одобрување на финансиска помош на Георги Џонов од село Пирао Валандово за покривање на трошоци за лекување во Турција. Со тоа целосно iscrpen усвоениот дневен ред. Овде ја затварам 41-та редовна седница на Советот на општина Валандово. Ви благодарам.